Според официјалните податоци споделени од Toyota Motor Europe, компанијата остварила нов рекорд во продажбата на автомобили на стариот континент. Во првиот семестар од 2025 година продадени се вкупно 635.328 возила, со што е остварен вкупен маркет шер од 7,3%. Во оваа бројка возилата на Toyota учествуваат со 591.115 продадени автомобили, а вториот луксузен бренд Lexus прокнижи продажба од 44.213 автомобили. Од вкупната бројка на продадени возила, дури 77% или 491.197 автомобили кои европската филијала на Toyota ги има продадено се електрифицирани, што истовремено представува пораст од 6% споредено со истиот период минатата година. Во палетата на Toyota најпродаван модел е малиот Yaris, од кој на мускулестиот Yaris Cross отпаѓаат 103.580 единици, додека зад класичниот Yaris во првото полугодие на 2025 година се прокнижени 90.549 продадени автомобили. Следуваат палетата на возила под името Corolla со 78.920 продадени возила, Toyota CHR со 76.432, Aygo X со 50.083 возила и RAV4 со 43.558 продадени единици. Од вкупно продадените пак Yaris Cross модели, 99,9% отпаѓаат на моделот Yaris Cross Hybrid. Што знаеме за малиот бестселер на Toyota? За прв пат моделот беше представен во 2021, а почна да се продава во 2022 година, кога покрај многуте други ја освои титулата светски урбан автомобил. Автомобилот кој се произведува во Toyota Motor Manufacturing во Франција, брзо се наметна како сериозен конкурент во растечкиот B-SUV сегмент во Европа. Особено значаен за неговата огромна популарност е и хибридниот мотор со 130 коњски сили, кој се вградува во поопремените модели на Yaris Cross и кој користи елементи од петтата, последна генерација на хибридната технологија на Toyota, која гарантира поголема ефикасност, моќност и респонзивност. На клиентите на Yaris Cross на располагање има и послабиот мотор од 116 коњски сили, што значи дека можат да изберат еден од двата расположиви хибридни мотори, нешто што не може да се најде кај конкурентите во оваа класа. Автомобилот Yaris Cross се нуди во варијанта со погон на предните тркала или со интелигентен погон на сите тркала. Забрзувањето кај Yaris Cross Hybrid од 0 до 100 км на час се прави за 10,7 секунди, а од 80 до 120 км на час за 8,9 секунди. Потрошувачката на гориво изнесува скромни од 4,5 до 5,2 литри на 100 км. Во новата хибридна технологија на моторот е вградена и функцијата која го помага забрзувањето или успорувањето на автомобилот зависно од промената на наклонот на патот.
Поточно, ако се движите по угорнина, нема да морате да додавате многу притисок на педалата за газ, а кога одите по удолница, системот обезбедува контрола при движење по удолнина, при што возилото ја намалува брзината кога возачот ја крева ногата од педалата за газ. Дополнително, возилото има и предвидлив систем за ефикасност кој го учи однесувањето на возачот, ги спојува со условите на патот и состојбата во сообраќајот, програмирани во навигацијскиот систем на возилото. Оваа интелигентна програма ја користи хибридниот систем за да го оптимизира полнењето на батеријата и контролата на незиното празнење во зависност од условите на патот. Yaris Cross ги користи сите предности кои ги носи GAB, платформата на малите возила на Toyota. Таа има висока цврстина на телото и ригидност, иако има мала тежина и низок центар на гравитација. Кај новиот модел на Yaris Cross, споредено со претходниот, забележливи се помала вибрација и бучавост на моторот. Во новите градски автомобили задолжително се работи сериозно на инфотейнментот, така и кај Yaris Cross. Моделот има 12,3 инчен дигитален комбиметар кој може да се менува кај поопремените модели. За забавата се грижи 9 или 10,5 инчен екран чувствителен на допир, кој е дизајниран за лесно, интуитивно оперирање и во кој е вградена навигацијата поставена на облак или така наречен cloud, која е секогаш конектирана и дава информации за рутите, сообраќајот, евентуалните застои, со што ви овозможува подобро планирање на патувањата. Инфотейнмент системот лесно се поврзува со Apple CarPlay и Android Auto. Зависно од нивото на опрема, достапен е и head-up дисплеј на кој се проектираат најважните информации за возачот. Кај Yaris Cross е достапен и Smart Digital клуч, кој им дава пристап на најмногу 5 корисници, со што им дава можност да го отклучат, заклучат или стартуваат возилото со својот паметен телефон. Се разбира, во автомобилот се вградени и огромен број на системи за безбедност при возењето, како и за подобра и полесна функционалност. На свечен начин, во присуство на членови од раководството, представници на медиумите и на Олаф Лиес, министерот председател на Долна Саксонија, брендот Volkswagen ја одбележа својата продажба на 1,5 милиони примероци од палетата на електричните ID возила. Јубилејниот продаден примерок на струја, кој излезе од фабриката во Емден, беше ID7 Tourer Pro во црна боја. Инаку, фабриката на Volkswagen во Емден е целосно посветена на производство на електричните автомобили на Volkswagen, а во незината трансформација и адаптација, компанијата има инвестирано 1 милиарда евра. Приказната со електрифицираните автомобили на Volkswagen започна во 2020 година со моделот ID3, првото возило на Volkswagen развиено целосно како електрично возило. Продолжи со SUV моделот ID4 во 2022 година, кој подоцна доживеа и сопствена купе верзија под името ID5, како и со електричниот автобус ID Buzz. Најнови членови на ова семејство се ID7 и ID7 Tourer,
кои беа лансирани во минатата 2024 година. Volkswagen ја продолжува својата иницијатива за воведување на нови електрични модели, па во 2026 година е најавено лансирањето на моделот ID2All, кој треба да чини под 25.000 евра. А подоцна ќе дојде и ID Everyone, модел кој треба да чини околу 20.000 евра. Инаку, јубилејниот модел ID7 Tourer Pro се надпреварува во средната класа на електрични возила и дојде на сцена непосредно по промоцијата на моделот ID7 Saloon. Од Volkswagen велат дека моделот е специјално развиван за европскиот пазар и со полна батерија има домет од 607 км. Опремен е со мотор од 210 кВт и батерија од нето 77 кWh која собира енергија. Максималната брзина на ID7 Tourer Pro е 180 км на час. На брз полнач од 10 до 80% батеријата може да се наполни за 28 минути. Како и другите турери или каравани, има сериозен капацитет на товарење кој изнесува до 1714 литри, а со 5 патници внатре има багажен простор до 605 литри. ID7 Tourer Pro е долг 4961 мм, а има меѓуоскино растојание од 2971 мм, што сериозно влијае на големиот комфор во внатрешноста, особено на просторот за нозе на задната клупа. Во светот на електричните автомобили на Volkswagen од 2021 година постои специјална спортска серија која кај нив го носи името GTX, што влече корени од номенклатурата на класичните спортски модели на Volkswagen, кои носеа називи како GTI, GTD или GTE. Кај моделот ID7 GTX Tourer вграден е систем со двојни мотори и погон на сите тркала, кај кој можете предната оска да ја движите паралелно со задната. Овој модел има вкупна моќност од 250 кВт и секако има специфичен GTX ентериер, но и елементи на надворешноста кои даваат впечаток на автомобил со високи спортски перформанси. Моделот ID7 и неговата турер изведба ID7 Tourer Pro се само дел од палетата на електрични возила на Volkswagen со кои брендот успеа да издоминира на домашниот германски пазар. Според последните информации, Volkswagen Group во првото полугодие од 2025 година остварил маркет шер во својата домицилна држава од масивни 46%. Под него, длабоко на второто место е BMW со своите подбрендови Mini и Rolls-Royce со маркет шер од само 11%. Американската Tesla, која минатата година беше втора, со 12% маркет шер, во првото полугодие од 2025 година падна на 8-то место со пазарен удел од само 3,6%. Огромното пазарно учество на Volkswagen на домашниот пазар на електрични автомобили и не е за големо изненадување ако се земе предвид фактот дека групацијата и на вкупниот германски пазар учествува со околу 40% маркет шер. Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
Германскиот бренд Opel, кој неколку години работи под капата на Stellantis групацијата во популарниот сегмент на Sport Utility Vehicles или SUV автомобили, моментно има 3 модели. Најголемиот од нив, новиот Grandland, има должина од 4650 мм и може да се смета за голем семеен автомобил, а најмалата Opel Mokka е долга 4151 мм, димензии кои ви даваат одлична компактност, агилност и можност за маневрирање во градот, а истовремено го нудат онев впечаток на SUV издигнатост на патот. Меѓу овие два модели, од 2017 до 2024 година се надпреваруваше кросоверот Opel Crossland, кој минатата година и официјално престана да се произведува. Во должина тој беше само 7 см поголем од компактната Mokka. Но згаснувањето на Crossland не значеше дека Opel се откажува од овој меѓумодел. Напротив, во минатата 2024 година тој го представи сосема новиот SUV кој како замена за Crossland доаѓа на европскиот автомобилски пазар и ќе има должина од 4380 мм, што значи дека реално ќе биде позициониран помеѓу поголемиот брат Grandland и помалата Mokka. Имајќи го предвид фактот дека споменатиот Crossland и не можеше да се пофали со некој голем продажен успех, покрај производството Opel реши да го дисконтинуира и името. Од куферот на традицијата, Heritage тимот го извади името Frontera. Вистински SUV, автентичен офроудер, кој одлично се снаоѓаше на патот и надвор од него во периодот од 1991 до 2004 година, а беше де факто маскиран Isuzu MU. Дали името е избрано добро или ќе биде товар околу вратот на новиот субкомпактен кросовер SUV на Opel, особено кај фановите на старата автентична Frontera, ќе покаже времето. Новата Frontera секако доаѓа освежена, разубавена и со фокус на процесот на електрификација на автомобилите. Ја има во хибридна и електрична варијанта. А за презентација на моделот, секако најстручни и најемотивни се луѓето од Opel. Да погледнеме што изјавија Марк Адамс, подпредседателот за дизајн на Stellantis и член на извршниот комитет на Opel, и Тобиас Губиц, подпредседателот за продажба на Opel на официјалната промоција на новата Opel Frontera. So there it is, the new Frontera. And this vehicle, as you can see, we're very proud, as I said earlier. It's the first production model to feature our new Opel Blitz. In fact, this is the car that we really appreciate, and I'm going to take you to the front of the car here now. So, the car itself has a really strong presence. It's got a very wide stance, and in fact, we've created this presence with this very vertical front end. The deep visor on this car gives it a feeling of substance and solidity.
And of course, proudly presented at the center, our Opel Blitz. In the lower bumper areas there, you can see we've got this very strong planted stance. Again, everything is about creating this feeling of solidity and strength in the character. As we move around to the side of the car, you can see we have these really strong, typical Opel blisters. And again, with the cladding of the car, giving the car this raised driving position. And that, of course, helps with customer visibility and overall package flexibility for everyday use. Now, when you move to the side of the vehicle, you can see it has a very boxy profile, but what we've done with the graphics of the car is try to disguise that boxy profile by making it look more compact. So here you can see this very strong dynamic C-pillar really pushes the cabin forward between the wheels, so again it makes it feel tight and compact on the wheelbase. But we're also using this dark roof area to take visual mass out of the car. So yes, it's very spacious and functional, but at the same time, it looks light and agile on its feet. Now, at the rear of the car, again, we've got the same design cues consistently used, but in a fresh, modern way. So, of course, you can see the wing signature lighting, which we've split with a body color element, really giving the car a unique personality. And of course, again, the new Blitz in its nice, clean area on the center of the car and the Frontera name proudly presented at the rear. So, as you can see, the Frontera exterior really gives this feeling of substance. But what about the interior? Let's talk a little bit about that. Now, the interior itself, we designed the interior with an architecture that emphasized the interior space. So the instrument panel actually has this horizontal emphasis going door to door to really make it feel very open and spacious. And of course, we've put into that the Pure panel, which is two 10-inch screens connected together that really gives the customer a very simple and easy to use interface. Now, for those customers that actually don't want a large digital display, they can bring their own digital information through their mobile device, and we actually offer an optional element to really give them the ability to use that if they want to. So again, really giving the customer the flexibility to use his or her car in the way that they want to use it. Now, talking of that, of course, if this is for the whole family, then you want to have really good storage solutions. So here, and I'll just focus on one particular element, is our console area at the front. You know, of course it has typical areas for cup storage, but what we've done is a very clever and unique strap execution that runs around, and that gives flexible space, always retaining elements at the front of the console, whether it's different size cups or an iPad or a book or whatever it may be, to really give you that ability to have flexible storage. But one other feature that's very important is we are bringing for the first time what we call the IntelliSeat. And it's a very simple solution. In fact, it's a slot down the center of the cushion. Much like modern bikes, where you have almost independent suspension that really enables you to benefit on longer journeys, so you get out at the end of the journey as fresh as when you got into the car at the beginning. But also, what would be more important if you've got a car for the family is to have a great second row. And as you can see, I'm very tall, but I can fit into the back of this car with lots of legroom in front of me and headroom. So it really shows that this interior package is really very, very efficient. So as you can see, the Frontera has a lot to offer. And now let me introduce you to someone who will give you that more information. Tobias Gubitz, our Senior Vice President of Product and Pricing. Tobias, over to you. Thank you, Mark. Dear guests, ladies and gentlemen,
our newcomer is fun, spacious, and full of clever innovations. As a family-friendly SUV, the Frontera will appeal to a wide range of customers. One of its key strengths is the loading capacity. So even in the regular configuration with the back seats in the regular position, you can get more than 450 liters of luggage space. When you fold the back seats down, you can get up to 1,600 liters of luggage space, which, by the way, is on par with the Astra Sportstourer, a station wagon. And all those customers who want to take even more luggage on their trips, we offer functional roof rails as an option. You can load up to 240 kilos static roof load on this car. So the Frontera is a compelling package. And of course, it will be launched as a fully electric car. That means it offers a range of over 300 kilometers electric drive. That is right at the heart of what a lot of our target customers will need. In fact, it's more than most of us need for our daily commute or on longer weekend trips. And for those customers who really need a bit more range, we will be offering the Opel Frontera with 400-kilometer range in the near future. In addition, the Frontera is also available as a modern 48-volt hybrid. This makes the Opel Frontera the first Opel to launch in Europe with fully electrified powertrains. These are just a few examples of how we really think the Opel Frontera will seduce our customers. But how do you buy the Frontera? Well, we at Opel believe that shopping for an Opel should be easy and fun, just like the Frontera. So we're introducing a very simple product lineup. The Frontera will be available in just 2 trim levels: the Frontera and the Frontera GS. In the entry level, it comes with the smartphone station that Mark mentioned. It allows you to seamlessly integrate your smartphone into the systems of the car. On the GS version, you will get the 10-inch infotainment screen with the built-in navigation and the rear camera, so a very simple and easy way to navigate the lineup. In addition, customers can choose up to 2 option packs, for example, the roof rails, or for colder countries, heated steering wheel and heated seats, much appreciated north of the Alps. In order to make it even more fun to shop for the Frontera, we recreated our entire digital experience. So everything mobile first. Why? Because by now, 75% of our customers interact with us via their mobile phone. And we see it here in the audience. So you'll be able to use your smartphone, your 6-inch smartphone, to discover, research, and even purchase your Opel Frontera. And the digital experience seamlessly merges with our physical experience at the dealership. So you can go to one of our modern showrooms, talk with the salesperson, but you can still buy the car online or right there at the Opel dealership.